Почитувани ученици од 9-то одделение, добре дојдовте во Е-училницата. Јас сум вашата наставничка Александра Блажевска и ќе ве водам низ материјалот по хемија за 9-то одделение. Па да започнеме. Потребно ќе ви биде учебник по хемија за 9-то одделение, периоден систем на елементите, како и прибор за пишување и тетрадка. Совет: внимателно следете ги видеочасовите, по потреба паузирајте и запишувајте ги важните работи и одговарајте на прашањата и задачите во текот на видеолекциите. Денешниот час е со наслов Добивање соли од метал и киселина и впрочем тоа е првиот наставен час од темата соли. Што ќе научиш во текот на овој час? Ќе научиш да набројуваш начини за добивање соли, да пишуваш општи равенки, текстуални, како и равенки со хемиски формули и символи за добивање на соли од метал и киселина и ќе научиш да ги објаснуваш експериментите применувајќи научно знаење и разбирање. За почеток да се потсетиме за она што веќе го знаеме, а тоа е соли. Солите се изградени од метален катион или аминогрупа, каде можат да се најдат најразлични метали, како и анион на киселинскиот остаток или само анион, каде може да се најдат соодветните киселински остатоци. Па според тоа, неорганските соединенија кои се составени од метален катион или аминогрупа и анион на киселинскиот остаток ги нарекуваме соли. Уште нешто знаеш, а тоа е во врска со именувањето на солите и веќе ти е познато дека тие се во тесна врска со имињата на киселините. Па да се потсетиме, сулфурна киселина имаше хемиска формула H2SO4, а солите кои произлегуваат од оваа киселина или киселинскиот остаток на оваа киселина се нарекува сулфат. Азотната киселина со хемиска формула HNO3 не гради соли наречени азотати, туку гради соли наречени нитрати. Хлороводородната киселина со хемиска формула HCl гради соли кои се викаат хлориди или киселинскиот остаток на хлороводородната киселина се нарекува хлорид. Како потсетување на имињата на киселините и нивните хемиски формули, како и називите на киселинските остатоци можеш да пронајдеш во оваа табела. Важно е да не заборавиш дека киселинските остатоци на кислородните киселини завршуваат на ат, а додека киселинските остатоци на бескислородните киселини завршуваат на ит. Солите се дел од секојдневниот живот, впрочем, готварската сол е нешто што секојдневно го консумираме. Синиот камен го користат земјоделците како пестицид. Гипсот се користи во медицината, односно во ортопедијата за третман на скршеници. Исто така наоѓа примени во градежништвото како гипс картон. И додека пак сода бикарбоната е дел од подготовката на пецивата, односно се користи во прехранбената индустрија. Задача твоја е да запишеш кои се хемиските називи, како и формули на овие соли од секојдневниот живот. За проверка дали точно си одговорил, можеш да ја искористиш следната табела. При што готварската сол хемиски се нарекува или хемискиот назив е натриум хлорид, додека хемиската формула е NaCl. Синиот камен со хемиски назив бакар 2 сулфат пентахидрат или формула CuSO4 по 5H2. Гипс калциум сулфат дихидрат со хемиска формула CaSO4 по 2H2. И сода бикарбона со хемиски назив натриум хидроген карбонат со хемиска формула NaHCO3. Да преминеме на она што ни е важно за овој час, а тоа е за начините на добивање на соли. Нешто веќе знаеш од хемија од 8 одделение, а тоа е реакција на неутрализација и знаеш дека во оваа реакција реагираат база и киселина, при што се добива сол и вода. Она што овој час ќе го работиме
е начинот на добивање на соли од метал и киселина, при што како продукти се уваат сол и водород. Важно е да запомнеш дека не сите метали во реакција со киселини даваат сол и водород. Потсети се на низата на реактивност на металите. Некои реагираат со киселини, при што продуктите се сол, неметален оксид и вода, а некои воопшто не реагираат. Покрај овој начин за добивање на сол, постојат и многу други начини на добивање на соли. Еден преглед на начините за добивање на соли имаш на следниот слайд. Некои од нив детално ќе ги разработиме во текот на оваа тема, а некои ќе останат за твоето понатамошно образование. Како што кажав, овој час ќе разговараме за начинот за добивање на сол при реакција на метал и киселина. Во нашиот случај ќе се обидеме да ја објасниме постапката за добивање на цинк хлорид со горе наведената постапка. При што, како метал, ќе земеме цинк во прав, додека за киселина ќе земеме хлороводородна киселина. Текот на химиската реакција, односно равенката на химиската реакција, ќе биде цинк плюс хлороводородна киселина, се добива цинк хлорид плюс H2O. Не заборавај да ги напишеш точните формули на продуктите, при тоа користија валентноста на елементите. Во соединението цинк хлорид, цинкот е двовалентен, а хлоридот е едновалентен, па затоа хемиската формула е ZnCl2. Постапка за добивање на сол. Овде ќе објасниме како се добива солта и кои се последователните чекори за добивање на сол. Првиот чекор е да се измешаат киселината и цинкот во прав. Па за таа цел во чашка се става киселина и кон нејзе се додава цинк во прав. Што може да забележите што се случува, може да видите на следнава фотографија. При реакција на цинкот со хлороводородната киселина се ослободуваат меурчиња од газ, а се разбира, тој газ е кој друг ако не водород. Размисли за начинот на докажување на водород, како тој може да го докажеме. Следниот чекор е да додадеме цинк во прав, така што цинкот ќе останува на дното на садот. Прашањето за вас е зошто треба да се додаде вишок од цинк? Се разбира, вишокот ни е потребен за да сме сигурни дека целата киселина изреагирала и во реакционата смеса имаме само метален цинк во прав кој е вишок и сол во растворот. Следниот чекор е како може да го отстранеме вишокот на метален цинк во прав. Лесно, се разбира, со филтрирање. Филтрирајќи го вишокот на металот, во инката, односно во филтер хартијата, ќе го задржиме цврстиот цинк во прав, додека во филтратот ќе се најде нашата сол. Понатамошниот чекор, или чекор број 4, е да испариме дел од филтратот, се додека не се појави цврста агрегатна состојба, што значи дека растворот е заситен. Го исклучуваме греењето и го оставаме садот до следниот час да се излади. Што мислиш дека ќе се случи откако ќе се излади растворот? Се разбира. Твојот одговор е ќе се појават кристали од цинк хлорид. Со ова ја завршивме постапката за добивање на сол. При тоа да видиме што научивме во текот на оваа видеолекција. Научивме дека општата равенка се пишува со општи поими и конкретната општа равенка за овој начин на добивање е метал плюс киселина, при што се добива сол плюс водород. Научивме
равенката да ја прикажеме и со зборови, во конкретниот случај цинк плюс флуороводородна киселина се добива цинк флуорид плюс водород, и истата да ја запишеме и со формули, односно Zn плюс HCl се добива цинк флуорид плюс водород, односно Zn плюс HCl, ZnCl2 плюс H2. И да ја повториме постапката на добивање на сол, кога едниот од реактантите е нерастворлив. Првиот чекор е да се измешаат киселината и металот. Вториот чекор е да се додаде вишок од металот, се додека останува на дното на садот, односно не реагира повеќе. Третиот чекор е да го изфилтрираме вишокот на метал. Четвртиот чекор е да го испариме дел од филтратот и да го оставиме да кристализира. За на крај да ги добиеме осакуваните кристали од солта. Ви благодарам што бевте дел од оваа училница. Учете редовно и се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав!